Послание на апостол Павле до Римјаните, 11 глава. И затоа ви велам, зар Бог го отфрли својот народ? Никако. Зашто јас сум Израилец од семето Авраамово, од коленото Венијаминово. Бог не го отфрлил својот народ кој однапред го одбра. Или пак, не знаете што кажува писмото за Илија, како тој му се пожали на Бог Израиле велејќи: Господи, ги убија пророците Твои и ги раскопа жртвениците Твои. Јас останав сам и сакат да ми ја земат душата. А како му вели Божиот одговор? Си оставив 7000 мажи кои не ги свиткаа колената пред Ваал. Така и во сегашно време има еден остаток избран по благодат. Но ако е по благодат, не е веќе по дела, зашто тогаш благодатта не би била благодат. Ако пак е по дела, тоа веќе не е по благодат, зашто инаку делото не би било веќе дело. И што тогаш? Израел не го доби она што го бараше, избраните па го добија, а другите се закоравија. Како што е напишано: Бог им даде дух што не чувствува, очи да не гледаат и уши да не слушаат, се до денешниот ден. И Давид вели: трпезата нивна да им биде стапица, клопка, соблазна и отплата. Да им се замрачат очите нивни за да не гледаат и грбот нивни да им се свитка за секогаш. Ви велам пак, зар не се сопна за да паднат? Не. Но со нивниот престап дојде спасението за незнабожците, за да се возбуди во нив ревност. Ако пак нивниот престап значи богатство за светот и нивниот намален број, богатство за незнабожците, колку повеќе ќе значи нивната потполност. Вам, незнабожци, ви велам, доколку сум јас апостол на незнабожците, ја прославувам својата служба, та некако да возбудам ревност во својот род по тело и некого од нив да спасам. Зашто ако нивното отфрлање значи измирување за светот, тогаш што ли друго ќе значи нивното примање, ако не оживување од мртвите? Ако првиот дел од тестото е свет, тогаш свето е и целото тесто. И ако е коренот свет, свети се и гранките. Ако пак некои од гранките се скршени, а ти, кој си дива маслинка, си бил прикалемен на нивното место и си станал заедно со нив соучесник во сочниот корен на маслинката, не биди горделив пред гранките. А сепак, се возгордееш, треба да знаеш дека ти не го држиш коренот, туку коренот тебе. Но ти тогаш ќе кажеш: гранките беа откршени за да бидам јас прикалемен. Добро, тие поради неверија беа откршени, а ти поради вера се држиш. Немој да бидеш горделив, туку имај страв. Зашто ако Бог не ги поштедил природните гранки, нема ни тебе да те поштеди. Гледај ја пак Божјата благост и строгост. Строгост кон отпаднатите, а благост кон тебе. Ако издржиш во благоста, воспротивно и ти ќе бидеш отсечен. Но тие, ако не останат во неверието, ќе бидат прикалемени, зашто Бог има моќ пак да ги прикалеми. Зашто ако си ти откинат од маслинка која е по природа дива и против природата се прикалеме на питома маслинка, тогаш колку полесно ќе бидат прикалемени на својата маслинка оние кои по природа потекнуваат од неа. Сакам, браќа, за да не си помислите во себе дека сте мудри, да ја знаете оваа тајна, дека закоровувањето само со еден дел падна врз Израел, додека да настапи и потполност на незнабожците. И така целиот Израел ќе биде спасен, како што е напишано: ќе дојде од Сион ослободителот и ќе одврати безбожноста од Јаков. И тоа име ним завет од мене кога ќе ги одземам нивните гревови. Со оглед на Евангелието, тие се непријатели Божји поради вас, но со оглед на изборот, тие се возлюбени од Бога заради татковците, зашто даровите и повикот Божји се неотповикливи. Како што и вие, некогаш бевте непослушни кон Бога, а сега се здобивте со милост.
поради нивната непослушност. Така и тие сега стана непослушни поради вашето помилување, та и самите да се здобијат со милост. Зашто Бог ги затвори сите со непослушност, па кон сите да покаже милост. Од длабочино на богатство, мудрост и знаење Божја, колку се несватливи неговите судови и неистражливи неговите патишта. Зашто кој ја познал мислата на Господ, или кој му бил советник, или кој однапред му дал нешто за да му биде отплатено. Зашто се е од него, според него и за него. Нему слава во вечни векови. Амин.